Koga sam daleko i koga ne znam koji pad do kada ode, samo jedna misla do tebe me vodi. Izvor si na vera, ljubav i nadaš. Od jedna strana uspokojuvaš tiho, od druga strana prolet budiš. Začnat pod planina so posebna ubavina, rasposlan ovda skromno. Izgledaš i milno i silno, o roden kraju moj. Na gradot moj, na Radoviš, što se svil Potlačkovica, na Varošot, na Tiketo, na Gavricko to malo, na Čambaj i Korijata, što se višat nad gradot, na slavnata Plačkovica, što gordo stoji visoko. Ja pevam ta slatka pesma, što mi nosi mnogo radosti, što me gali i miluva, kako sunce proletno. Za spomenot od mladosta, pominata onoj od grad, za nokite pominati, po gradskite kafeani, za gorzo to od centaro, za ljubovni dogovori, za igranki i veselbi, poslavnata Sokolana. Ja pevam ta slatka pesma, što mi nosi mnogo radosti, što me gali i miluva, kako sunce proletno. Ja pevam ta slatka pesma, što mi nosi mnogo radosti, što me gali i miluva, kako sunce proletno. Zanoknite serenadi i pesnite ispejani, pred portite i prozori, namomite Radoviški, namomite u babici i momcite veselnici, zakiteni so ubosta, na mladosta i radosta. Ja pevam ta slatka pesma, što mi nosi mnogo radosti, što me gali i miluva,
Настанувањето и развитокот на градот Радовиш го следиме уште во средниот век. Богатите наслаги што ги оставиле претходните векови, посебно материјалната култура од предисториското и античко време, секако влијаело врз израснувањето на овој центар. Неговото споменување за прв пат е констатирано по паѓањето на Самуиловото царство, и тоа конкретно во 1019 година. Ова првобитно споменување е наведено во грамотата на византискиот император Василije II од 1019 година, а така се викала и средновековната жупа, што покажува дека градската функција потекнува од средниот век. Во тоа време, Радовиш представувал значаен регионален, трговско-занаидчиски и рударски центар. Местното предание, името на овој рано средновековен град го врзува за името на некоја кнегиња Рада, чија што тврдина се наоѓала на сегашните рушевини над градот. Легендата продолжува со напад од непријателска војска која дојдена овде за да ја освои тврдината. Веднаш штом гардата го забележува нападот, во истиот момент ја известува кнегињата со зборовите: Радо, виж, виж, Радо, виж, виж. Легендата вели дека така градот го добил своето име Радовиш. Денес градот Радовиш е сместен во централниот дел на општината, на надморска височина од 380 метри и представува општински административен центар со добра местоположба за развој на стопанството. Градот е втор по големина во југоисточниот регион, сместен во подножјето на планината Плачковица и северниот дел на Струмичко-Радовишката котлина, се простирира површина од околу 4 километри квадратни. Пред нас е отпорно и племенито дрво, со широко заублена крушна и дебело стебло, и со кора која се лупи плочесто. Стариот Радовишки јавор, денес стар околу 226 години, сведок на многу настани и дела, но најповеќе сведок на непокорливоста на духот на овој народ кон временските прилики и неприлики. Ова дрво, што се наоѓаме овдека пред него, го има многу ретко во Македонија, значи според информациите, најстарото дрво се наоѓа во село Теово, тоа е Велешко, потоа во Охрид, тоа е чинарот кој што беше удрен од гром, и потоа јаворот во Радовиш. Сакам да ве прашам, бидејќи јас ги проучувам легендите, јас лично за јаворите, а и најмалите жители би требале да ги знаат тие легенди. Вие во неформалниот разговор ми раскажавте нешто. Ке може ли накратко историјата за овој преубав јавор? Да. Еве да ви кажам, јас како млад, кога се тука вработив, едно од целите која сакав да ја постигнам е да вршам истражување за ова дрво, бидејќи јас сум се родил негде 80 до 100 метра изнад дрвото, а сега седеме управо под тоа дрво јаворо. Вршив истражување по два основа и кога ги украстив тие истражувања, дојдов до едни податоци дека во тоа време, далечната 76-77 година, дрвото јавор беше старо околу 186 години. Така да, гледано низ ова актуелно време, сега 2016 година, негде околу 225-6 години ова дрво треба да е старо и представува едно од ретките стари дрва во Радовиш. Што е потребно за едно дрво да се одржи толку време? Овде минувало старото речно корито и дрвото црпе хранливи материи од тоа старо речно корито кое е во подземјето, низ песокот, нели? И втора работа, која е многу битна, локацијата е таква на тоа дрво да гром досега не го удрило, а такви долговечни дрва страдат обично од гром.
Досега гром на тоа дрво нема удрено, значи локацијата е таква да од ниедна страна не може да удри гром. Колку што јас знам, овдека близу имало некоја воденица и некој сточар го насади. Да. Сознанија на еден мештанин тука кој у близина живее, ми рече дека на неговиот дедото му расправал дека дошол некој човек на воденица, крши дрвото тамо, колата кај што е паркирана, овде кај што седеме ние сега, тука минувал јас. И тој поред јазот засадил два садника од јаворово дрво, едното од двете дрва било уништено од стока, а другото дрво е тоа дрво што е зад нас, обстоело од тогаш. Јас ги рачунав годините, колку може од генерација до генерација да биде, и дојдов до сознание дека во тоа време, таа далечна 78 година, 76-78 година, оно беше старо негде околу 186 години. Овој податок го упоредив со податок на мојата баба, која живееше 96 години, она како дете на 14 години минувала под оваа дрво, одела на црквата, а живеела доле во долниот дел на градот, и таа исто на татко му зборувала дека дрвото било слично како ова, само малку потенко и горе во крошната повитално. Што значи, упоредуваат се тие два податока за староста на сега моментално околу 226 години на дрвото. Поволната географска положба и природните одлики придонеле Радовиш и Радовишко да имаат мощно забележливо историско и културно минато. Во различните историски периоди од најстарите времиња до денес на ова подрачје се одвивал разностран и разновиден живот, кој оставил евидентно специфични особености и белези. Еден од најзначајните историски моменти на овој град е неговото ослободување на 6 ноември 1944 година. Сеќавањата за овој ден се уште живеат во меморијата на овој стар жител на градот, кој со трепет во душата ни го раскажа ова. Дали се сеќавате на денот кога се ослободи Радовиш? Како не се сеќавам? Како беше тој ден кога се ослободи Радовиш? Тај ден беше весел, арно, ама луѓето беа сите по реката нагоре, по водениците. По реката имаше воденици, јас знам 11 воденици, по усите воденици беше пуно народ. Се крија, а тој ден се јавија што беа луѓето во градо, останале да чуват кујките едно друго, разгласија дека германците се го напушиле, а 2-3 дена пред тоа беа германците у казармата сега што викаме ние. Таму беа и они напуштат према Штип германците, а ние остануваме како ослободени. Тоа беше весело, беше секако, разбира се. Да си заробен, а да бидеш после тоа ослободен, како може да се живее? И излегува народот од водениците, се враќа од се враќа од водениците. Во хидрографски поглед, општината е интересна, со појава на подземни води, извори и површински водотеци, како и со помали вештачки акумулации. Покрај изворите за вода за пиење во општината има и минерални води, но без некоја поголема стопанска искористеност. Хидрографската мрежа на општината е поделена на два речни слива. Преку Радовишка река водите течат во сливот на Струмица, додека преку реката Крива Лакавица во сливот на Брегалница. Реки во градот Радовиш се Стара река, позната уште и како Радовишка река, како и помалите Сушица и Мрлада. Радовишката река е долга 18,5 км, извира во високите делови на Плачковица од 3 блиски извори. Плачковица, 20-та планина по височина во вечната земја Македонија, со надморска височина од 1754 метри.
Густо пошумена, остава впечаток на недопрена зелена дивина со восхитувачки пейсажи. Чист воздух, бројни извори и потоци, разновиден растителен и животински свет. Овој простор е навистина прекрасна зелена оаза. За разладување, за прошетка, планинарење или пак уживање во природата. Плачковица со своите импресивни убавини може да ви понуди незаборавно доживување, рекреативно планинарење по планинските била, по стрмните долини или пак движејќи се покрај каменливите речни корита со кристално бистра вода. Богата е и со 5 пештери кои изобилуваат со пештерски украси, кои од една страна представуваат вистински бисери за посетителите, а од друга страна голем предизвик за спелеолозите. А сега, уживајте во хидрографско-хидролошките особености на овој простор, каде единствен креатор е природата. Верувам дека сте импресионирани од овој величествен Божји храм, од неговото внатрешно и надворешно здание, кое прави една целина со единствена духовно возобновувачка енергија. Прекрасен храм Света Тројца. Црквата е висока 21 метар, а камбанаријата 23,5 метри. На покривот на објектот за прв пат во Македонија е применета постапката на патинација на бакарот со употреба на соодветен хемиски премачкувач. Камен темелникот на оваа црква беше поставен на 29 април 1997 година, а беше осветена на 12 октомври 2003 година. Импозантни се иконите на иконостасот. Фреско живописот е дело на светски познатите мајстори од Украина, а пак внатрешното сликање, мозаиците и резбата во период од 5 години го вршеле мајстори од Карпатите и голем број на врвни сликари од Македонија и Украина. Црквата има елементи од сите македонски православни цркви, но и од цркви од Украина, Русија и Грција. Препознатливоста на стилот се состои во стилот на класичното и на модерното црковно сликарство. Во внатрешноста се застапени елементи од античка Македонија. Иконостасот и столбовите се изработени од 24 каратно злато, а и камбанаријата во дворот на црквата има позлатен крст. Ктитор на црквата е господинот Ристо Гуштеров. Заштитник на општината и градот Радовиш е светецот Спасо Радовишке. Празникот се чествува секоја година на 21 август во параклисот Свети Спасо Радовишки на плоштадот во
Кога ќе прошетате низ Радовиш, ја чувствувате градската традиција, архитектура, занаидите низ Радовишката чаршија, како и родарската традиција која со години се негува овда. Ке го слушнете и тој радовишки диалект, запишан и во делото Радовишки маабети, па еве еден краток дел од истото дело, издадено 1993 година. Радовишанките за шеј малку пари дават, а убаво се облечуват. Самички си шијат фустанчина, долмишта, андериички, палтенца и друг шеј. Папуците ги носат само низ чаршијата. Кога излезат од тикето наđа дето, папуците ги носат у раците да не се извалјат и исчанчат. А за везејни и плетејне, шо да ти кажам, златни рачички. Сите плетки ги знаат ошче од маленкички. И оризова плетка, право и криво, и разнимите друзи плетки шо ги има и нема у журналите. Поработливи од нашите жени нема. На сăj. Особена чест и задоволство ми е да разговарам со еден од ретките добри градоначалници во Република Македонија. Иако јас можам да кажам нивниот труд на тие се кои се градоначалници се на прстите да се избројат, а вие сте меѓу тие. Тоа е градоначалникот на општина Радовиш, Сашко Николов. Добар ден и како сте? Добар ден, еве, задоволството ми мое да еве денес бидам во ваше присуство, да поразговараме, да отвориме повеќе теми кои што се однесуваат на нашиот град, на убавините на нашиот град, на перспективите на нашиот град и се надевам дека еве ќе биде општо задоволството и мое и ваше, а секако и на нашите сограѓани и на гледачите. Јас имам една своја терминологија за градоначалник, секогаш викам таткото на градот. Навистина таа титула таткото на градот ја заслужувате, бидејќи јас неколку подолго време не сум бил во Радовиш и околијата и гледам дека се оди нагоре и на подобро и навистина млад човек, перспективен татко на градот, толку на општината, толку да вложува. Кажете ми како вие ја гледате начинот и призмата на животот во општина Радовиш? Па вака, из ваши очи. Вака, значи последните неколку години навистина направивме максимални напори и јас и вработените во локалната самоуправа, но сега тука морам да искажам и благодарност, еве и поздрав и до членовите на Советот, без исклучок, значи на политичка партија и позиција и опозиција, значи заеднички стремевме кој една цел да ги подобриме условите за живот на нашите сограѓани и мислам дека во голема мера и успеавме во тоа. Значи направивме значителни исчекори во секој сегмент на нашето општествено живење, и во делот на културата, и во делот на образованието, и во делот на спортот, здравството и еве секако дека не сите проблеми се решени, односно не сите проблеми успеавме да ги решиме, секако и во следниот период ќе има доста предизвици на кои што доколку вака продолжиме заеднички да делуваме во интерес на граѓаните, јас сум оптимист дека ќе создадеме уште попријатни услови за живење во Радовиш. Многу интересен фактот што ете на некој начин сега вие кога напоменавте успеавте да ги сплотите сите и кога сме сплотени, кога сме заедно доаѓаме до оној резултат кој е наречен успех. Што е со целата инфраструктура на општината? Докаде се работите? Знам дека има исчекор многу. Што следува понатаму? Па вака, еве, да почнеме од здравството, значи еден од битните сегменти на, како што рековме, на општественото живење. Изминатиот период направивме сериозни инвестиции во делот на здравствената заштита и превенцијата на здравјето на нашите сограѓани. Се инвестирани некаде над 200-250.000 евра и во делот на реконструкција на консултативно специјалистичката амбуланта, во делот на набавка на дополнителни апарати. Заедно со Министерството е оформена идната медицинска служба во Радовиш која веќе успешно функционира. Во делот на енергетската ефикасност, промена на фасадата на стариот дел од зградата на здравниот дом. А еве сега во соработка со Министерството за здравство ќе набавиме уште еден апарат кој што ќе биде во функција на рана превенција
делот на мамографот, значи во фаза сме веќе на набавка на мамограф кој што очекувам значи од јуни месец веќе да биде во функција на нашите сограѓани. Кога сме кај здравството, значи тука функционира и руралниот доктор, отворивме аптеки во одредени населени места кои што е исто така можам да кажам дека се моменти кои што се во подобрување на делот на условите кои што требаше да ги добијат сограѓаните во делот на здравството. Во делот на инфраструктурата имаме направено исто така добри исчекори, особено би ја спомнал патната инфраструктура. Значи нема населено место, односно нема местна или урбана заедница во кое што не направивме или не асфалтиравме и пробивме одредена улица. Кога сме кај инфраструктурата, сакам да ги споменам и одредени проекти кои што во моментот се реализираат, особено во делот на комуналната инфраструктура. Реализираме односно се отпочнати градбите за реализација на канализационите мрежи во две населени места Калугерица и Војславци, односно решаваме деценијски проблем на овие наши сограѓани во Војславци и Калугерица или вкупна инвестиција некаде околу 700-800.000 евра. Работите се во завршна фаза и мислам дека еве тој деценијски проблем кој што го има овие жители од овие две населени места конечно ќе биде заокружен, односно завршен, за да можеме еве да создадеме предуслови за реализација на дополнителни инвестиции во делот на патната инфраструктура, во делот на спортот и така натаму и така натаму. Во инфраструктурата можеме да се пофалиме и со гордост истакнувам јас еве како градоначелник, особено сум задоволен од она што ние како општина успеавме да го направиме и да го реализираме во делот пред се во спортот, значи и во делот на инфраструктурата за спорт, но секако и во делот на поддршката на сите спортски клуби без исклучок кои што функционираат и екзистираат на нашата територија. Тука еве ќе почнам од она што се случуваше со градскиот фудбалски стадион. Таму значи направивме целосна реконструкција на самиот стадион, максимално ја поддржуваме и финансираме Плачковица, односно фудбалскиот клуб од нашиот град. Тука се мултифункционалните игралишта во дворот на основното училиште Никола Карев, како и мултифункционалното игралиште во дворот на основното училиште Крсте Петков Мисирков, односно средното училиште Коста Сосинов, како и спортската сала ново изградена со поддршка на Министерството за образование во склопот на основното училиште Крсте Петков Мисирков. Но не само во градот, инвестициите во спортот еве направивме да немаме поделеност, односно да имаме рамноправен развој и рамноправни услови и на жителите и во градот и во населените места. Значи генерално секое поголемо населено место во изминатите 3 години имаше можност да добие мултифункционално игралиште. Почнувајќи од Јаргулица, Злеово, Калугерица, Војславци, Ињево, еве сега градиме едно навистина модерно, можеби и ретко убаво игралиште во селото Ровица, значи мултифункционално игралиште со професионално осветлување, со трибини, како и гумирана најсовремена подлога и мислам дека еве ќе биде пример и за останатите општини како и на кој начин еве ние како локална самоуправа се грижиме за нашите најмлади. Во делот кога сме кај младите еве ги спомнавме да кажам дека исто така нема местна заедница, урбана заедница и во градот и во населените места каде што нема изградено парк, односно детско каче оплеменето со детски реквизити. И тоа е можеби еден реток пример или ретка инвестиција која што ние како општина ја немавме за жал претходно, еве сега на задоволство и мое, секако и на граѓаните, на родителите на нашите деца, а особено на децата, значи нема населено место, односно урбана и местна заедница каде што немаме изградено прекрасно катче, парк оплеменет со детски реквизити. И таа тенденција за инвестиции ќе ја продолжиме, значи до крајот еве планираме да наследната година да изреализираме секое населено место има едно вакво убаво катче каде што ќе може да се социализираат нашите најмали сограѓани. Кажете ми, бидејќи она нашата надеж, нашата играцијата, кажете ми кои се решенијата? Дали имате решенија за да и го спречиме, да го решиме тој проблем?